животот на човекот, а многу често бараме одговори и во астрологијата за тоа што ни е дадено кога станува збор за љубовта. Дали зодијачките знаци на различен начин ја поимаат и ја сваќаат љубовта, како гледаат и како ја доживуваат, секако многу одговори и многу прашања имаме кои што пред се сакаме да ги поставиме на оваа тема, одговори кои што ги очекуваме, а секогаш најдобрите и најпрецизни одговори и најинспиративни разговори на тема љубов во Македонија денес и во нашата програма добиваме од нашиот пријател доктор Зоран Крстевски, астролог и филозоф, кого по подолго време повторно го гледаме во утринската програма Македонија денес. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. По подолго време ве повторно сте во нашето студио и повторно со тема која што и нас многу не интересира, а секако и гледачите на Македонија денес. Па без љубовта ништо нема. Видите, ако немаме љубов и кон себе, па и кон другите, како ќе напредуваме? Така што добро е да размислуваме за љубовта, но всушност треба да практикуваме љубовта. Да, повеќе да се практикува и да не биде само еден ден кога се одбележува. Еве, ние во пресрет на денот на влюбените и денот кога се слави љубовта, ја правиме оваа тема затоа што сега се сите свртени кон тоа како ќе го прослават овој ден, колку внимание ќе дадат на љубовта токму на 14 февруари, па доколку не дадат, можеби ќе се замисли партнерот дали на вистина мојот партнер ме љуби и ме сака или ме заборави денеска на овој ден, но впрочем еден ден е сосема небитен во текот на целата година. Па специфичен е денот, може некои маски да паднат, може некои проблеми да се создадат, бидејќи се фаворизираат тие аспекти, нели, на подарокот, на техничкото, на можеби илузијата, можеби и на глумата, бидејќи нели луѓето сега треба да бидат отворени, расположени, позитивни, да придонесат, а всушност можеби тоа не го мислат. И обратно, некој можеби премногу очекува, па принудени се од самиот ден, пак мора. Дека мора. Некој па можеби премногу очекува дека треба да придобие и внимание, и автоматски ако тоа не го придобие, како он што смета, може да се создадат проблеми. Затоа љубовта се практикува 365 дена. Не треба да се асоцира на еден ден, но тој ден е битен за да човекот убаво се почувствува, тоа ти да се излезе, да се забавува, да најде некој начин да има убаво расположение и така нештата да течат, затоа што гледате, животот тече. Да. Полека нештата си одминуваат. Многу е битно во сето тоа колку ние го воспоставуваме внатрешниот душевен мир. Што и да правиме ако го имаме душевниот мир е добро. Ако правиме неубави работи, негативни постапки, веројатно нема да имаме душевен мир. Затоа љубовта е битна, бидејќи таа секогаш асоцира на душевен мир, иако нели некои автори сметаат, каде што е љубовта, таму и страдањето. Но веројатно не се работи за љубовта, се работи за нешто што е надвор од љубовта, бидејќи љубовта е позитивно чувство, споделување и еден вид на исполнетост од самиот себе си затоа што даваш љубов и од другиот затоа што ја прима љубовта. И во тој контекст се потребни двајца, некој што ќе забележи и некој што ќе даде, а воедно тој што ќе забележи да возврати. Ако тие нешто се фаворизираат, луѓето ќе бидат среќни и исполнети, па без оглед дали е денот на љубовта или целокупноста на живењето. Да, сведоци сме и на многу интересни и позитивни љубавни приказни кои што траеле и години, се слават бракови од 50, од 70, од 60 години, луѓе кои што успеале низ животот да опстанат и да останат заедно благодарение на љубовта, разбирањето и почита која што ја даваат, иако можеме во денешно време од младите се повеќе да чуеме дека љубовта не е со истиот интензитет, таа се губи со времето. Па фасцинантно е како љубовта се исклучи од животот на луѓето. Јас и тоа сум го тестирал. Еве како автор на книги, и еве напишав една книга Љубовни патокаси. И се замислете, оваа книга не може да конкурира, нема шанси да конкурира со книгата, да речеме, Заштита од злото и негативните вибрации. Значи, Заштита од злото е книга која што максимално се чита, се купува и се консумира. Што значи дека луѓето повеќе сакаат тоа да го научат и да го решат тој видат како се заштитат од злото, од негативната енергија. Исто така книгата Моќта на умот, моќта на срцето. А книгата поврзана со етика, со љубов не поминува. Дали затоа што ние сме се претоксицирале, па се штитиме, па бараме фаза на безбедност, па не можеме да се отвориме ни за, што се вели, умот, а камоли за етиката и за љубовта. И во тој контекст ние мора да работиме една тотална преобразба на духот на човекот, да исцелува душата. Затоа па сега пишуваме една нова книга пред крај, Исцелување на душата. Очекувате ли дека ќе биде исто читана и барана? Да, таа книга ќе биде дефинитивно многу читана, многу следена, затоа што гледате, луѓето се залепија за неубавите работи. Значи едноставно они велат што има ја да сакам, битно е да не бидам повреден. Вели ако сакам може да ме повредат. Потоа, како да бидам позитивен кога гледа сурово општество, сурово време, секој гледа за себе си. Дај
да се заштитам од негативното. Значи, нив ги интересира заштита од злото, од негативни вибрации. Нив ги интересира љубовта која што имаат во себе си, да ја не ја раздадат така лесно, бидејќи некој може да ми ја злоупотреби. Може да ги изневери, може да не ги почитува, може да рече дека се наивни. Истото важи и за етиката. И во тој контекст етиката не проаѓа во општество. Дури отфрлена е како една дисциплина која не се подразбира. Се подразбира да се снајдеш, да си приспособлив, да се упикаш во некоја организација, партија и така да си фаворизираш материјално, телесно, егоистично. А љубовта на страна. Љубовта на страна и као што гледате некако луѓето не живеат во таа љубов, а љубовта пред се е мир во себе си, исполнетост. Значи, љубов кон Бог, а Бог е љубов, љубов кон себе си, имајќи го Бог во себе си. Ако го имаш Бог во себе си и љубовта во себе си, ќе внимаваш на неморал, нема да бидеш конфликтно ориентиран, ќе бидеш позитивно насочен, ќе си најдеш некоја вредност, ќе имаш што се вели умосмирение. Значи, замислете, умот ќе ти биде смирен. Умосмирение. Да. Немаш да имаш тешки мисли, нема да имаш напнатост, но бидејќи човекот не е изолирано суштество, не е остров во океанот, тој е во интеракција со другите, тоа е социјално суштество, тоа е атакувано од другите. И многу негативно определени поединци, неосознаени, кај што нема љубов, може да го атакуваат поединецот на љубовта, на етиката. И тој мора да најде методи начало како се заштити. Знаете, тоа ви сања еден голем круг, што се вели еден обрт на нештата, каде што човекот треба многу да размислува денешно време како да ја задржи љубовта, да не му биде загрозена, но и не да ја исфрли од својот живот, бидејќи така ќе биде празно суштество. Да, во секој случај секој човек сака и трага по љубовта во текот на својот живот, но еве, споредувајќи ги зодијачките знаци и познавајќи колку вие длабоко сте навлезен во астрологијата, веројатно низ искуството веќе знаете и да препознаете кои зодијачки знаци најмногу време и место сакаат да одвојат за љубовта во својот живот. Кои се тие зодијачки знаци на кои што љубовта има на првото место? Па добро, зодијачките знаци се поделени по елементи, има оган, земја, воздух и вода. И сега по таа би рекол класификација, водата асоцира на емоции, на чувства, на споделување. Тоа се ракот, рибите и скорпијата. И по таа категорија тие најмногу ја сакаат или ја споделуваат љубовта, ја бараат љубовта. Ракот во полето на семејството, на блискоста со, нели, своите. Од другата страна него му е неопходен другиот за да се почувствува исполнет. Тој сака да биде ангажиран и за децата, сака да создаде едно семејство каде што ќе се и пронајде. Да речеме земјените зодијачки знаци, бикот, девицата и јарецот тежнеат кон материјалната реализација, кон статусот, кон кариерата. Понекогаш еве девицата на пример ќе жртвува некои аспекти во љубовта само да се изреализира професионално и интелектуално. Значи рациото е пред емоцијата. Тие се водени од верувам во тоа што го гледам. И таков е бикот, да поседувам или да опипам, па потоа да го верувам. А од другата страна рибите тие идеализираат. Тие првично веруваат, а потоа размислуваат. И затоа рибите се жртвуваат или се разочаруваат кога еден ден ќе се огледаат дека некои нешта не се како што замислиле. А девицата тоа нема да и се случи. Таа добро ќе проанализира, ќе рационализира, можеби нема целосно да се предаде, бидејќи нели не произлегуваат филозофиите од срцето, туку од умот. И они можеби малку се посиромашни во таа љубовна поврзаност, бидејќи се кочат, се стопираат, стравуваат. А рибите па одат во друга крајност. Тие се даваат. Тие не размислуваат, тие идеализираат и мислат дека се ќе биде идеално и совршено. Података како одат времињата, велат каде ми беше умот. Епа не ти беше што срцето го раздаде. Делумно и кераковите, за да биде се добро во семејството, се ќе направат и скорпиите, кои што исто асоцираат на страст, на интензитет. Скорпија кога сака, кога се предава, кај незе нема ништо половично, едноставно ја води тој импулс и на магнетизмот, и на флуидот, и на страста, но бидејќи љубовта е поврзана и со омразата, неретко и кај скорпиите, ако дојде до некој вид на напнатост, на тежина, на конфликт, љубовта преоѓа во омраза. И тоа е една тесна граница, дали таа љубов толку била моќна па да се претворила во омраза, а обично и така се кажува. Се вели интензитетот на љубовта колку трае, толку ќе ти трае интензитетот на омразата. Тоа е едно човечко што се вели анималистичко тежнение. Затоа што се повредиле заради љубовта која ја давале, согледале дека напразно ја фаворизирале за личност која тоа не го заслужува, утврдиле дека биле можеби изневерени или изиграни и тогаш преоѓаат у фаза на омраза. И таа омраза ќе трае онолку силно и онолку моќно колку што траела љубовта. Ако љубовта е така и омразата нема да биде. Значи гледате колку животот на луѓето е специфичен, тој нагонски аспект. Значи колку се даваш, толку треба да ти возвратено. Но колку се разочаруваш,
толку поголема ќе ти биде болката. А кои се можеби зодијачките знаци кои што се најнепостојани во љубовта, кои се променливи кога станува збор за љубовта и трагаат во текот на целиот живот и никогаш не име онаа вистинска љубов во рацете? Па тоа се воздушните зодијачки знаци, тие се близнаците, Терезијата и Водолијата. Тие се многу интересни, тие се најзабавни, тие се најшармантни, тие се најинтересни, со нив можеме многу да комуницираме, со нив може многу да шетаме, со нив може да имаме најинтересни работи, но немаме постојани нешто. Чи близнаците го губат интересот. Љубопитни, моментално ќе се заинтересираат за нешто, ќе отварат повеќе животни патишта, ќе сакаат и да патуваат, и да студираат или да се надградуваат у професијата, ќе сакаат и да флиртуваат понекогаш и тешко се концентрираат. Значи, тука емоцијата, но миговно. Тоа река кај, да речеме, јарецот, кога постои една силна емоција, таа трае. Истото тоа може да го речеме и за девиците. Значи, те тешко се влюбуваат, тешко се предаваат, кои се предават тешко раскинуваат. Истото делумно за ракот, односно за ракот е веќе тоа типично. Ракот живее со минатото и се преоптоварува со нештата кои што биле присутни. Го погодува зборот или можеби сентименталноста му е преактивна. Од другата страна, можеби од партнерот бара премногу и автоматски ако се повреди, тоа му трае и тоа не може да го надмине. Но ако се даде, тога целосно се дава. Значи еден рак целосно се предава и веќе ти треба да бидеш на сигурно дека тој нема така да ти ги измести работите. А во еден близнак или подзнак близнаци не можеш да биде сигурен. Значи тука е емоцијата, тука е интересот, тука е забавата, тука е флиртот, ама не знаеш колку ќе ти трае. Па и кај вагата. Гледате вагата како? Значи варира. И сега како ќе ја фати? Ако е естетски убаво расположена, ако и тргнал денот, супер ќе си поменеш и ти. Ако е во криза, ако е во напнатост и варираат расположенијата, автоматски ти наметнува некои прашања, ти создава некој товар и ти не си исполнет, затоа што велиш, па до вчера како ми зборуваше, гледај како ми се предаваше, а сега како поинаку да пристапуваш. Значи, исти се водолиите, исти се близнаците. Значи, има непостојаност на емоцијата. Но, од другата страна, вагите инклинираат кон убавина, и кон љубов, и кон партнерство. Вагата е половична, ако ја нема втората половина од личноста, а втората е другиот партнер. И тие се знакот на љубовта. Ако еден знак најмногу ја сака љубовта, тоа ви е вагата. Ако еден знак најмногу го сака семејството, тоа ви е ракот. Ако еден знак најмногу го бара идеалот и жртвувањето, тоа ви е рибите. Ако некој пак ги сака страстите, тоа ви е лавот, овенот и скорпијат. Да. А кои зодијачки знаци нема никогаш да се жртвуваат себе си во име на љубовта? Па видете, тоа е специфично и карактерно е и поентата е да не се жртвуваме, мора веќе и тие концепти да ги надминеме, бидејќи дојде едно сурово време каде што жртвата подразбира тотално опаѓање на идентитетот и на своето јас. Значи жртвата ја отфрламе, крутоста на срцето ја отфрламе, одиме кон оној правилниот пат, себе актуализирање, што помалку зависење од другиот, пронаоѓање вредности во себе си и сознание и да не бидам со некого, сум со себе си. А жртвата подразбира еден вид на патологија на однесување, каде што ми е неопходен другиот, затоа што ако го немам, се губам себе си. И затоа подобро да се жртвувам, да се претопам во другиот, отколку да бидам сам. И тоа ви е еден конфликт со самиот себе си, и еден вид на меланхолија, на депресија, на размислување. Затоа треба екологија на духот и кај тие кои што инклинираат кон жртвата, тие се рибите, но и кај овие кои што неќе да се жртвуваат, тие се овните и лавовите. Значи, овенот и лавот се става себе си преден план и вели зашто да се жртвувам, за кого да се жртвувам. Реално гледано и така треба да биде. Затоа што ако ти се жртвуваш за некого, веројатно имаш проблем со себе си. Тогаш ти или го сакаш, или мислиш дека ти е потребен за да не бидеш утре во конфликт со себе си. Треба едноставно да протекува работата. Ако го протекуваат самодовербата. Нели имавте вие сега еден разговор? Да. Значи самодоверба, самопочит. Во самопочита, самодовербата не ја давам љубовта заради некоја придобивка, ја давам љубовта заради самата љубов, што подразбира религиозно. Не го сакам Бог или не го правам доброто заради награда на небото, туку го правам доброто заради самото добро. Значи што велеше Спасителот Исус Христос? Што ќе даде? Десната рака да не гледа левата. Значи, го отвора срцето, ја даваш љубовта. Не ја давам заради жртвата. Не ја давам заради ниската страст. Не ја давам заради тоа да биде некој со мене. Не ја давам за да не бидам во саменост. Ја давам заради тоа што сакам да ја дадам. Затоа што имам чувство на љубов. И второ, кога ќе ја дадеме љубовта, кога ќе ја споделиме, тогаш и многу подобро ќе знаеме со кого си имаме работа. Зашто луѓето ставаат зид, девиците на пример ставаат зид и биковите, со нив е многу проблематично човек да пристапи со длабока љубов. Бидејќи тие прво не се даваат, второ едноставно не можеш да знаеш на што си. И гледате се што е филозофијата со девица, со риба, со јарец и со бик, може и со риби.
да им ја дадеш љубовта. Значи даде им ја љубовта, на луѓето даде им, опушти се. Веруваш во себе си, се категоризираш како вредност и велиш ќе влезам во животот со љубов. Ама некој ќе ти каже, ама ќе страдаш, некој ќе ти искористи, ќе станеш наивен, гледај ги луѓето, преиспитај прво со кого си имаш работа. Да, умот секојаш треба да е присутен, но срцето и давањето на љубовта ти дава многу подобри сознанија отколку крутоста и затвореноста. Зашто? Зашто ти кога си крут, затворен и другиот таков го правиш и тој не ти се отвори, и тој се штити, тој е во безбедност. Вие не знаете до кој ниво сте. Ако ќе ја дадеш љубовта со добар збор, значи клучните два аспекта во љубовта, знаете ли кој ви се сања? Значи, комуникацијата, веројатно? Не се тоа. Зборуваме за флуидно енергетска основа. Едниот ви е убавиот збор, а второ ви е нежниот поглед. Значи кога ќе го погледнеш, кога ќе му покажеш нежност, тој ти ја прима енергијата, вибрацијата. Не ти треба зборување. Да. Сепак е тоа некоја комуникација, вербална и невербална, да. Значи, прво линкот помеѓу луѓето гледате на флуидна основа, што е битна за овенот, за лавот и за стрелецот. Страст, енергија, флуид. И сега се настапува со тој нежен, убав поглед, или се во партнерство, или се во однос, и тие треба да си го споделуваат тоа. Што сега? Свеќињата се окей, добра работа се. Подароците се убава работа. Излегување на вечера се убава работа. Ама во сето тоа треба да преовладува нежниот поглед, милиот поглед и убавиот збор. Значи веќе кога се заедно, они треба тоа да го практикуваат. А ние, односно повеќето, удрија на категорија страсти. Ниска страст, многу се фаворизира денеска прељубата, неверствата, измамата, интригата. Веројатно заради некој стрес или незадоволство со себе си, луѓето ги тера да избегаат од соседната што се вели ништожност на живењето, на празнотијата. И празнотијата некој гледате облажувалнице, некој оди во шопинзите, кој има пари, некој оди во ниските страсти или во прељубите, некој друг оди во работата, некој кон парите и така натака се бега од себе си. А кога си љубов усмирено со себе си, што ти е бит? Опуштеност. Да. И велиш го добивам тоа што го заслужувам, ќе го дадам тоа што го поседувам. Што поседуваш? Љубов. Ако поседуваш, дади ја. Затоа што ја ќе го кажам како пример. Го сретнале Спасителот Исус Христос, некои таму момчиња, и тие така имале обичај да создаваат конфликти, да навредуваат. И помеѓу другото му велеле: зашто шириш љубов? Од каде тебе кој ќе те разбере? Гледај дека каков е светот. Треба да бидеме со борба со воинственост, фаворизирајќи го тој разбойникот, политичкиот водач Варава. Значи едноставно нема што со љубов со се да пристапи. Што ти тоа добиваш и зашто ти тоа го даваш? И Спасителот Исус Христос им кажал: гледате ова се што го носам со себе си? Е торба. Што можам јас да ви дадам сега од торбата? Само тоа што го има. No. Значи Спасителот Исус Христос има љубовта, има почита кон себе, го има достоинството, има светлината, има духовноста, ја има вредноста. Само тоа може да даде. И ние, значи треба да го дадеме, да го споделиме тоа што го имаме. Ако имаме отров, горчина, незадоволство, фрустрација, веројатно така ќе прозрачиме без оглед на зодијачкиот знак. Значи коренот на човекот да го извади најдоброто од својот зодијачки знак, што јас сега можам да ви асоцирам кои се тие категории на вредност кои секој знак има и како да ги пронеде и да ги даде. Затоа што кога ќе даде ќе видиш дали тоа ќе ти биде почитувано и на основа на тоа ти понатаму ќе продолжиш да действуваш или можеби ќе се повлечеш. Да. Ние тука ќе му дадеме предност на гледачот кој што секако не очекува на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро, ваша редовна гледачка. Повелете, во програма сте, ве слушаме со вашето прашање. Благодарам. Поздрав голем до господинот Зоран Кршевски и би сакала да му поставам две прашања многу тешки. Велете? За љубовта на ќерка ми, за која сум многу загрижена. Родена е 17 февруар 78, што би можел да ми каже и за мојот проблем што го имам. Јас сум јарец, до сега секојаш ми се исполнувале сите намери што ќе намерам да постигнам. Сега нешто ми се закочи, што е проблемот, не знам. А која дата сте? Молам, 1 јануар. Јас сум 1 јануар, а ќерката ми е 17 февруар. Така. Сега повличе 30 година, па сум загрижена за незината љубов. Доколку е тоа се, ви благодариме секако за вклучувањето. Можеме ли да дадеме Да, секако дека можеме. Значи вака сега, зашто прашав за датумот? Затоа што кај низе сонцето е таму некаде околу 10 степен 11 во знакот на Јарец. Сатурн, кој што создава потешкоти, влезе во зодијачкиот знак Јарец. И прв пат за 29-30 години се надвиснат од незиното сонце.
И тоа знаете како му доаѓа? Ако е сонцето светлина, отворен пат, Сатурн е карпа, камен на патот. И значи пред нејзиниот животен пат се поставила една огромна карпа која го блокирала патот. Ја одземала виталноста, создала депресија, несигурни чувства, песимизам, страв за иднината, страв за децата, страв за себе си. Плюс, веројатно создало проблеми со коските, ребетниот столб, реума, артритис и слични нешта. И автоматски ги блокирало родените во знакот на Јарец, некаде во околу 1 јануари или можеби некаде околу 5 јануари, до 5 јануари. Бидејќи транзитот на Сатурн е до тој степен. Што тие треба да направат? Прво, треба да се опуштат да сватат дека се поминува. Дека ете сега тој Сатурн транзитира прв по 29-30 години во знакот на Јарец, дека треба да се истурка тој период, дека треба да се најде некој интерес во она што они го сакаат, тоа да си го практикуваат, да си се смират, да си направат молитви, да си бидат афирмативно расположени, секоја вечер, секое утро, да си се опуштат и да си пратат една позитивна вибрација. Ќе биде добро, смири се, ќе се најде решение, ќе се отвори љубов, хармонија. Значи, гледате, умот зборува на срцето. Во случајот, кај јарците, па и некај само кај нив, и кај овните, делумно кај терезиите, сите тие се нападнати од Сатурн. И они сега мора да се обратат на самите себе си, бидејќи нивното срце е повредено сега, им страда, не вибрираат. И они мора нивниот ум да го искористат за да се обрате нивното срце. И само треба да си разговараат како со себе си. Мир, љубов, хармонија. Не треба многу зборови. Само стапи во една нова фреквенција. И да видите вибрационо како луѓето ќе се опуштат и ќе почнат можеби малку подобро да се чувствуваат. Бидејќи ние денеска заради X фактори не се чувствуваме добро. За неќам да ви ги кажувам у денот на љубовта сите фактори на неубавите рефлексии, мораме да се концентрираме на убавите, но понекогаш се асоцира. Пронајди го негативното, види го тоа што те напаѓа, види ги причинителите на болката, соочи се со страдањето, не бегај и не ставај нешта под тепик, за да можеш да тргнеш кон позитивното. Значи, гледат, прва анализа на негативното, на тоа што ни создава товар, па пат кон позитивното, но понекогаш треба само пат кон позитивното, кон светлосното. Затоа човек и треба малку да биде верник, треба малку да се поврзе со тој вид на космичко духовен извор, каде што нештата произлегуваат. Дали религиски, дали што се вели од некој позитивен начин на размислување. Да. Ќе дадеме секако одговори за незината ќерка, но најпрво секако да ги вклучиме и следните двајца гледачи кои што не очекуваат на линија. Добро утро. Ало, Повелете, во програма сте? добро утро. Добро утро. Сакам да ве прашам, прво поздрав до вас. Да ве прашам, јас сум родена на 4 февруар и ме интересира да ми каже господинот Зоран нешто за здравје. Ви благодариме многу, колку ќе имаме време секако и за ова да дадеме одговор, накусо секако и следниот гледаш го вклучуваме и тука ги затвараме линиите затоа што веќе немаме простор. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Телефон е Јупка, ме интересира за мен. Повелете? 37 92 ме интересира онака за мен. Да, накусо секако и за вас. Ви благодарам многу за јавувањето. Тука рече ќе ги тргнеме линиите, затоа што немаме многу време да го заокружиме разговорот. Па вака сега, значи прво за јарците една убава вест. Сега Уран после 84 години влегува во зодијачкиот знак Бик. Тоа е огромна шанса, тоа е во март, сега брзо ќе влезе околу 7 март. Значи за јарците, за девиците, за раковите, за рибите. Тие се во преден план со позитивниот транзит на Уран. Уран што е? Трансформација, новитет, будење, активност и создавање нови предуслови или подобри предуслови на живењето. Значи, и за јарците следат добри аспекти, со тоа што Уран е бавен, треба малку време, подобро ќе го почувствуваат неговото влијание родените во првата декада од овие 4 зодијачки знаци. Сега, кај водолиите. Водолиите и они беа под една напнатост, под една тензија, создадена веројатно и од нивни превисоки очекувања и од некои разочарувања од некои личности. Со тоа што сега, например, Јупитер е во знакот на Стрелец, позитивно влие врз лавовите, врз овните, врз стрелците. Тие се во преден план на среќа, на можност, на просперитет, на благосостојба. Значи, они треба тоа да го искористат, не само во љубовта, секаде во животот. Но, Јупитер влие и кон водолиите. Дава една нова шанса, дава една нова визија и да се вклопат во нешто. Сега во поглед на здравствен план. Најчесто нервите страдаат кај водолиите или имаат проблеми со циркулацијата на крвта, треба да внимаваат на вените, треба да внимаваат на коските, но пред се треба да внимаваат на нивната ментална истоштеност или исцрпеност, која веројатно ќе предизвика слабост и во функционирањето.
Затоа што кога човек е презаморен, кој е прерастрчан, а тоа им се случува и на близнаците, и на вагите, и на водолиите, тогаш ще го губат фокусот. Значи, сака секаде да стигнеш, не можеш да стигнеш. Премногу размислуваш, го преоптоваруваш умот. Немаш решение, почнеш емоционално да страдаш. Решение, опушти се. Да. Природа, зеленело, мир. И работи на себе си, бидејќи доаѓаат убавите аспекти. И водолиите имаат огромна шанса, тие со тоа што во љубовта главниот акцент го ставаме на пријателство, че партнер како пријател добро да го запознаат, да се усогласат, да имаат добар муабет, да се пронедат, да сакаат да се движат, да не се затвараат. Например, еден рак со партнерот може и да живее позатворено, да нема толку потреба експонирање кон надвор, делумно такви се и девиците и јарците, но за водолија, за близнаци, за вага потребна е социјалната тематика, значи со партнерот заедно да патуваат, да се движат, да комуницираат, да се ослободат од стегнатоста, значи да избегаат од четирите зида. Фактички, најголемиот непријател на љубовта ви се четирите зида. Прво, љубовта кон себе си, затоа што се затварам, не функционирам, бледеам или, што се вели, венеам, страв ми од надворешната околина, немам со кого, осаменоста е една посебна тема што може некојаш да работиме, со нови сознанија што имам откриено, како против осаменоста, но стравот од осаменост создава или состојбата на осаменост луѓето да се блокираат. Да. Најмногу ви се блокираат тука вагите, близнаците и водолиите. Замислете ги тие да се почувствуваат осамени, а ги имаат потребите од комуникација со другите. Затоа за водолиите препораката е што повеќе движење, бегство од четирите зида, размислување и опуштање дека следат убавите аспекти. А за сите зодијачки знаци секако да даваат и да примаат многу љубов, не само на утрешниот ден, туку во текот на целата година, сепак да го дадеме тоа значајно место на љубовта во нашиот живот. Така, па мора да даваат љубов, мора да се отворат, мора да шират љубовта кон себе, смиреноста на духот, ви создава таква вибрација. Замислете луѓето да дојдат до една опуштеност. Првата категорија на опуштеноста произлегува од прифаќањето. Мораш да прифатиш дел од минатото на настаните што ти се случиле, можеби токму таквите настани те освестиле, те отрезниле, те отвориле за она позитивното. Значи не е проблем товарот. Проблем е останување во товарот. Да. Суштината на товарот е да ти даде поука. И кој ќе ја надминеш, ти си побогат, поискуствено поставен и ќе ти се отвори позитивното. Зашто? Затоа што се што не му било, само ме направило посилен. И второ, се што било најлошо, најтешко, кога ти тоа си го надминал, со која си се соочил, ништо веќе нема да биде толку тешко. Тоа е финалето на тешкотијата. Затоа и нашиве гледачи нека се размислуваат. Тешко било? Па било. Си го надминал, си нашол решение? Си нашол. Ништо веќе нема да биде толку тешко како што било. Веќе си создал имунитет. Со тој имунитет терај си напред, ќе ти се отвори. И сега само за лавот да кажам нашата гледачка, што се јави. Лавот е знак на самодоверба, на поттик на оптимизам и така треба да биде. Значи сега вие бирајте да бидете риба, па да се жалите, па да бидете изолирани, па да бидете ранливи, па да дозволите да ве манипулираат или да бидете лав, па некој ќе ви рече имаш суета или многу веруваш у себе си или многу јака енергија имаш. Подобро ли е да имаш енергија или да бидеш пасивен млитав? Луѓето сакаат да си пасивен млитав и да те владеат, и да те подредат и да те газат некои од луѓето. Но ти имаш дух, имаш сила, имаш личност и ќе одиш напред. Лавовите се по прво место кои што мора да ја искажат својата вредност. И бидејќи се тече, се менува, и бидејќи најголемата мудрост се ќе помине, колку и да е тешко, ќе помине. И лавот ќе си дојде до идентитетот, до суштината, до сјајот и ќе го добие тоа што го заслужува. Затоа оптимизам за лавови, повеќе емоции за девици, повеќе рационално поставување за риби, повеќе страст со контрола на нагонот за скорпија, повеќе толеранција, пристап кон другите и чувство за другите за обенот, повеќе решителност, одлучност за вагите. И да не одам кон други везнаци, ако сакате и тие ќе ви ги кажам. Во секој случај толку сме кнап со времето, за многу повеќе гледачите секогаш може да читаат во вашите книги кои што може да ги најдат низ книжарниците во Македонија. Вие пишувате и понатаму, секако љубовни патокази треба да биде читана книга и треба да биде книга која што ќе ја има секој дом, затоа што љубовта треба да го има своето место. Тука се и останатите книги кои што се уште може да се најдат, а вие сте секогаш расположен да ни дадете убави совети и секако низ еден убав начин да разговараме на вакви теми. Рековте осаменоста е значајна тема која што верувам дека во скоро имаме можност да ја разработиме со вас во рамки на нашата емисија. Па може да видиме и зодијачките знаци како да решат таа осаменост, зашто понекогаш најстрашното е сме со другите, а всушност се чувствуваме осамени. Тоа е пострашно отколку да се соочиме со самата осаменост. И некој усања и тоа да би ја асоцирам. Значи љубовта мора да бараме кон себе си
И мора да почнеме од себе си. Човекот кој што се сака себе си, тој ќе може да ги сака другите. И убаво вие кажавте, оваа книга поттикнува љубов кон себе си. Го јакне духот, оптимизмот и вербата во себе си. А не само љубовта да бараме од другиот. Ви благодарам многу за овој убав разговор во пресрет на денот на влюбените. Секако се гледаме во некоја следна прилика. До тогаш ги читам и вашите колумни, сето оно што вие редовно го објавувате на вашите социјални мрежи. Ви благодарам многу.